Со воведни зборови на одбраната на преостанатите обвинети во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс. Своја одбрана дадоа поранешни вработени во Министерството за економија и во Базарниот инспекторат. Михајло Видимлиски го следи денешното рочиште. Михајло, обвинителството денеска се соочи со најостри напади од адвокатите кои го оспоруваат обвинителниот акт. Па повели да чуеме кои се нивните аргументи. Така е, Борче, денеска продолжи, пред малку заврши овде во судницата во Идризово денешното рочиште за трагедијата во Кочани. Како што кажа, обвинителството се соочи со доста остри напади од страна на одбраната, поточно од страна на адвокатите, кои што неколкумина адвокати го вперија прстот во обвинителите, каде биле тие од 2012 година па наваму, за да ги констатираат и да за сите неправилности кои што биле поврзани со работењето на кабарето, подоцна и клуб Пулс во Кочани. Своја одбрана дадоа адвокатите на обвинетите советници и службеници од Министерството за економија. Нивните адвокати тврдеа дека тие немале надлежности да излегуваат на терен и да проверуваат дали објектите објектот ги исполнува условите за работа, туку дека единствена нивна надлежност и работни обврски било да проверуваат дали при барањето за лиценца за работа ја поседувале целокупната документација. Тоа го кажа и Петре Шилегов, адвокатот на обвинетиот Шовкет Хазари. Исто така во таа насока зборуваше во својот воведен збор и адвокатката Софија Лаличик за обвинетите Беким Хаджију и Арлинда Касапи, исто така службеници од Министерството за економија, додека обвинетиот Зоран Николовски пред судот рече дека немал насоки од претпоставен да излегува на терен, односно негова работна обврска било да утврдува, односно дали е комплетна документација за дискотеката Пулс, а не да оди на терен и да проверува дали овој објект ги исполнува условите за работа. Овде да слушнеме дел од изјавите. Шо правевте вие 13 години во Кочани? Шо правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... Не, окей. Јас кажав ништо лично. Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Никогаш во животот нит сум излегол, нит знам каде е Пулс, нити некој друг објект, нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. Обвинението тврди дека биле свесни за опасност, но нема ниту еден доказ за тоа. Ниту еден од техничките услови што се споменуваат во обвинението не е во надлежност на Министерство за економија. Тие не издавале противпожарни согласности, не вршеле технички прием, не вршеле процена на безбедноста на објектот, не контролирале дали условите во пријавата за минимално технички услови се точно наведени. И одбраната на обвинетите, инспекторот од Државниот пазарен инспекторат тврдеше дека ќе докаже во понатамошниот тек на постапката дека нема вина кај нивните клиенти, па така одбраната на инспекторот Миле Ампов рече дека со ова обвинение се прави лов на вештерки, додека обвинетата инспекторка Блашка Евтимова рече дека кога таа правела инспекцијски надзор на дискотеката Пулс во 2012 година, објектот ги исполнувал условите и имал капацитет од 170 гости, додека обвинетиот инспектор Емил Митев пак тврдеше дека тој немал насоки, односно работни задачи за да провери дали кабарето, односно и сите останати дискотеки кои што функционирале во тој период ги исполнуваат условите. Во продолжение дел и од нивните обраќања пред судот. Јавното обвинителство Кочани не може мирно да спие. Зашто обвинителе вие едноставно под опрен глас не сте реагирале? И до оваа трагедија на 15 или 16 март немало да дојде. Веројатно, обвинителството овој лов на вештерки од 2012 го врши за да го скрие овој системски пропуст на државата. 2012 година. Кога во 2012 бев во контрола,
дека објектот во целост ги исполнуваше условите предвидени од страна на наша надлежност согласно законските одредби по кои постапуваме ние. И сам утврдила дека капацитетот во тој момент на кабарето е 170 лица. Не постои писмен акт со кој ми е наложено да спроведам контрола. Немам сознание дека се врши угостителска дејност во Пулс по 5.2.2022 година. На самиот крај од денешното судско рочиште за случајот своите воведни зборови ги даде и одбраната на обвинетата поранешна државна секретарка во Министерството за економија Размена Цекиќ Дуровиќ. Нејзината одбрана рече дека ќе докаже во понатамошниот дел од постапката дека нема вина кај неа, односно дека во периодот кога од последната година кога дискотеката Пулс немала важечка лиценца, Цекиќ била на друга работна позиција сменета и дека не учествувала во постапката за издавањето на нова лиценца. Само сосема за крај, судиката Дијана Груевска соопшти дека на обвинетиот Джеваир Камбери, кој што е од Министерството за економија, му е укинат ефективниот притвор со дадена гаранција од 600.000 евра, како што потврди на крај неговиот адвокат. Инаку, како што кажав Борче, судското рочиште за денеска заврши. Следно има следната преку една недела, поточно на 25 декември, кога треба да ги дадат воведните зборови уште последниот обвинет Александар Нацев, но и представниците на обвинетите правни лица. Ти благодарам.